Кога им угодуваме на другите луѓе со цел да избегнеме конфликтни ситуации, тоа може да резултира со исцрпеност наместо со самопочитување и губиток на сопствениот идентитет. Психолозите нагласуваат дека клучно е да препознаеме кога нашата потреба за угодување преминува во образец на штетно однесување за нас самите. Прво што треба да направиме во вакви ситуации е да научиме да поставиме јасни лични граници. Многумина се одлучуваат на угодување затоа што се плашат дека ќе бидат отфрлени или критикувани. Психологијата вели дека поставувањето на лични граници не е себично, туку напротив е нужно за заштита на својата емоционална добробит. Кога ќе кажете не на нешто што не ви одговара, не значи дека сте лоша личност. Тоа само покажува дека го цените своето време и енергија, а ако луѓето околу вас не ги почитуваат вашите лични граници, тоа е само јасен показател дека можеби ја искористуваат вашата подготвеност за прилагодување. Второ на што треба да обрнете внимание е да научите да препознаете манипулација која доаѓа од некои луѓе, а една од тие манипулативни техники се емоционалната уцена или користењето на вина како би направиле да се чувствувате лошо, како би ве натерале да ги исполните нивните барања. Психолозите препорачуваат да развиете свест за тоа кога некој се обидува да ве контролира или пак ве турка да правите нешто против своја волја или против своите морални уверувања. Важно е да се препознаете, да ја препознаете манипулацијата и да завземете цврст став. Развивајте ја асертивноста. Тоа е многу важно. Многу често луѓето ја мешаат асертивноста со агресивност, иако ова се два различни поими. Да се биде асертивен значи јасно да се изнесе својот став на мирен и самоуверен став со почит кон тугите чувства, но и кон сопствените потреби. Асертивноста овозможува да го препознаете своето право на почитување и почитувањето кон другите, наместо постојано да им угодувате на луѓето околу вас. Научете да препознаете и одговорноста за своите емоции. Често им угодуваме на луѓето, чувствувајќи се одговорни за тугите емоции. Психолозите велат дека важно е да се препознае дека не сме одговорни за тугите емоции, туку само за своите. Со превземање одговорност за сопствените емоции, можете да ги зајакнете односите со другите луѓе и да го зајакнете чувството на самовредност. Драги мои, доколку ви се допаѓаат вакви слични теми на кои зборувам од мој агол, ве поканувам да го заследите мојот канал. За вас е тоа само еден бесплатен клик, а мене вашата поддршка многу ќе ми значи. Довидување до моето следно видео и ви посакувам се најдобро.